civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Од кога се изгласа дека законот дека ќе има подпис во Северна Република Македонија, јас сум во иста линија со градоначалникот и така спаѓаме во иста партија и нема многу да се доаѓам, само че изјаснам моето искуство кое имам со граѓаните кои живеат привремено во странство, од кога почна кампањата за значи првиот дел пописот во странство и во внатре во државата. Првиот дел граѓаните што живеат во странство почна да не контактират и беше навистина многу еуфорично првиот аспект и мислам дека ќе успеат многу брзо. Ади како што рече градоначалникот, после испадна дека бројката навистина не е многу од кога очекувавме и ние навистина како политичка партија, како представници на политичка партија многу помага во овој аспект да има успех во пописот кај нашите граѓани што живеат привремено во странство. Пописот во Република Македонија ние, да бидам искрен, од кога се изгласа дека ќе има попис, имаме два состаници во Советот на Гостивар и како изјаснате вие дека има представници од сите националности, значи има представници од турските партии, од македонските партии, имаме една представник од ромските партии. Да видим искрен, не сме говореле и не сме имали таква точка во Советот, зашто Советот нема таква ингеренција, али ветувам дека следниот пат кога ќе имаме состанок, може за време на пауза ќе дебатираме со нашите колеги. И имате, мислам дека постои и општинска пописна комисија каде што може би. Да. Ова е првиот дел, сме во иста линија со началникот, значи не треба многу да се изложам. Вториот аспект, политички аспект, вториот дел, од политички аспект јас припаѓам на партија на Алијанса за албанците, значи ние го поддржуваме овој попис и впечаток ми е дека ќе успее Македонија да се реализира овој попис. Третиот аспект е засвенет дел, како што рече колегата Маријан, тој има право дека се случува зголемување на бројките на COVID-19, али ако гледаме дека кога се изгласа законот, тогаш навистина Македонија беше во време на вториот бран на пандемијата, да се рече условно. Сега гледам има зголемување на бројките, значи се случува да влеземе во третиот бран, можеби. Се согласувам со колегата Маријан. Не се согласувам дека треба ние да бойкотираме, значи треба пак да ги мотивираме луѓето да присустват или да се реализира овој попис, али по строги протоколни мерки. Јас како лекар, зашто спаѓам во тој професионален аспект, би предложил, значи кога да се посетат, значи ќе има сигурно представа кој е позитивен од COVID-19, значи по тие куќи, по тие станови да се оди со навистини превентивни медицински мерки. civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено.